Јас не можам многу да ви ветам. Ни брда, ни долини. Затоа што тоа го ветуваат некои други. Јас тоа што можам да го ветам, треба и да го остварам. Во овој момент ви ветувам дека ќе работам 4 години ефективно, а не како овие досега 2 месеци пред изборите. Тоа се повторува 30 години уназад. Можам да ветам дека ќе помогнам на граѓаните околу проблемите, тоа е и наша должност на општината, кои што ги имаат граѓаните. Тоа се нерешени проблеми за градба, за доградба, за и сите други проблеми што се административни. Тоа може многу лесно да се реши и тие проблеми не да бидат нерешавани со месеци, некои и со години, а да бидат и поделени на партиска, на верска и така натаму. Ние тие граѓани ќе ги обслужиме како наши, еднакви за сите. Друг проблем кој што треба да се реши во општината е решавање на деталниот урбанистички план и генералниот урбанистички план. Кај нас во општинава тие планови не се решени и ќе донесиме одлуки за секој инвеститор, дали е странски или е домашен инвеститор, но сите ќе имаат плац ако се заинтересирани да градат, а не нашите граѓани кои што сакаат да инвестираат да одат по другите градови како што се Битола, Кавадарци и така натаму. Друго што треба да се реши во наша општина, ја не спомна нешто, сообраќајниот хаос. Сообраќајниот хаос во нашиот град е страшен. Имаме нерешени проблеми, клучки во градот, кои што навистина прават метеж. Таму е кај новата железничка станица, новата автобуска станица. Затоа ние имаме во општината, јас сам поработив малци, имаме добри луѓе, сообраќајни инженери, градежни инженери, со нивна консултација тие проблеми квалитетно ќе ги решиме. За секогаш и се што ќе направиме ќе биде трајно, а не за една година или улици што се градат, една зима може да преживеат. Наредната веќе не се за употреба. Се што ќе направиме ќе биде од прием, квалитетен и квантитетен прием. Не може да се изгради улица за една недела па да се прекопа па нова да правиме. Друг проблем во градов е паркиралиштата во градов. Јас ќе посочам го направивме булеварот, но затоа ги изгубивме паркинзите во градов. Уште јас кога бев како директор во ЈП за ПУП, предложив да се направи катна гаража. Јас конкретно ќе кажувам за 2 катни гаражи. Едната е меѓу општинава и поштата, може да се изгради слободно и во тој период направиме и план за изградба. Друга катна гаража може да се направи позади поранешен сок и поради зградите. Таму има еден паркинг, но може да се направи катна гаража.